Една година Анастасов градоначалник, една година стопирани проекти во Пробиштип. Со вакви обвинувања денеска на пресконференција излегува од Пробиштипскиот огранок на ВМРО на првата годишнина од промената на локалната власт во Пробиштип. Нема ништо од ветениот пат до село Јамиште, ниту од реконструкцијата на патниот правец Долни Стубол, Горни Стубол. Нема ништо од уредувањето на депонијата Озрен, ниту од изградбата на економскиот паркинг до градскиот пазар изграден од претходната власт. Ништо од изработка на нов сообраќајен проект не е отворена ниту трезорската канцеларија во Пробиштип. Ако овие клучни проекти, кои во вашата изборна програма беа со рок до 2018 година, а не се ниту започнати со подготовка, се прашуваме дали воопшто и да очекуваме реализација на проектите ветени за секој населено место, за секоја населба. Според ВМРО, новата локална власт по една година мандат нема со што да се пофали пред граѓаните. Единствениот ваш проект за адаптација на дел од просториите во основното училиште Никола Карев во детска градинка од непознати причини се уште не е завршен. Проект со вкупна вредност во висина од околу 8 милиони денари за адаптација на постоечки простор од 300 метри квадратни е малку симптоматично висока сума. Но тоа вие треба да го објасните на нашите сограѓани сега за сега, а во друго време и на соодветните институции. И на крај, најважниот реализиран проект за оваа година, приклучувањето на преходно 100% изградена градска капела на канализационата мрежа и поставување на решетка на прекопот кој ви стоеше така раскопан повеќе од половина година. Од ВМРО ДПМН порачаа на новата локална власт час поскоро да се фати за работа, зашто времето им минувало бргу. На располагање имало уште само 3 години. Од друга страна, од општина Пробиштип ги отфрли обвинувањата од страна на ВМРО, но конкретен одговор со детали за сработеното најавија за утре.